Со голем огномет, синоќа и во Кичево беше дочекана кинеската нова 4714 година. Кинеските работници кои работат на изградбата на автопатот Кичево-Охрид беа домаќини и организатори на оваа прослава на која беа поканети повеќе гости. Значи, ова беше последниот ден на минатата година, со тој ден оваа година завршува и започнува 2016 по кинескиот календар, која е година на мајмунот. Со тоа завршува тековната 2015 година, започнува 2016-та и посакувам многу среќа на проектот кој што работиме тука во Македонија, многу среќа на сите наши соработници кинези и македонци кои што многу допринесоа за овој проект. Кинеската нова година, позната и како месечева нова година, и секоја година се слави на различен датум, а паѓа на првата млада месечина од првиот месечев месец или околу 4 до 8 недели пред пролетта. Датумот е секогаш помеѓу 21 јануари и 21 февруари според Грегоријанскиот календар. Ова години мајмун години. Година на мајмун. Да, мајмун, да. Следеќа кинеска нова година. Во Кина е позната и под името Пролетен фестивал и го наговестува почетокот на пролета, односно крајот на зимските денови. За кинезите ова е најголемиот традиционален празник за кој најмалку 2 милиарди кинези се собираат и се враќаат од сите краеви на светот за да бидат заедно со своите семејства. Оваа кинеска нова година започнува на 8 февруари 2016, а завршува на 27 јануари 2017 година. Освен кинеска новогодишна ноќ, уште се нарекува лунарна новогодишна ноќ или семејно обединување.